Почитувани, добар ден, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на Телевизија 24, некоја минута по 16 часот, еве затоа да преминеме веднаш на темата која за денеска би рекол дека е актуелна, иако токму тоа што ќе се случува треба да се случува утре. Имено станува збор за предстојната меѓувладина седница помеѓу Македонија и Унгарија, која е всушност втора помеѓу двете земји. Првата се одржа пред неполни 6 месеци, септември минатата година во Охрид, и токму на неа премиерот Орбан ја потврди поддршката на Унгарија кон Македонија по однос на европската иднина и евроинтеграцијските процеси. Токму и Унгарија председаваше со ЕУ во периодот во втората половина од минатата година до крајот на минатата година. Од ова година 6 месеци председава, како веќе тоа ротирање функционира, Полска. Меѓутоа, во тој период, по таа прва меѓувладина конференција, освен поддршката за евроинтеграцијските процеси, беше и понудата од Орбан да посредува во диалогот помеѓу Скопје и Софија, а во фокусот беше и тој унгарски кредит од 500 милиони евра, за кој пак еве треба се каже, дека токму Орбан тврдеше дека се европски, а не кинески пари. Не навлегувам од каде се, но беше потенцирано од него. Оваа сега втора заедничка средба се одвива и на владино ниво и помеѓу ресорните министри, и всушност на неа утре, значи по неа треба да биде подпишан и акцијски план за соработка помеѓу министрите, а тој треба да опфати и на дипломатско ниво, значи размена на експертизата по однос на Унгарската дипломатска академија и со јавни службеници, меѓутоа и да ги опфати областите како што се евроинтеграциите, административните процеси, трговските политики. Така да ова еве темата за денеска. Во секој случај фокусот е зацврстување на соработката со акцентот на евроинтеграцијските процеси, токму и во рамки на овој акцијски план. Освен што ВМРО, ДПМН и владеачката партија Фидес на Унгарија се братски партии и во секој случај имаат основа за блиска соработка, имаат и конкретни уверувања за продлабочување на односите меѓу двете земји. Клучниот момент е токму евроинтеграцијскиот пат, и токму и Мицковски уверува, тоест изјави дека фокусот на оваа седница, на овој самит средба на врвот, всушност ќе биде и пред се зацврстувањето на односите Македонија и Унгарија. Какви очекувања имате? Затоа еве и темата е зацврстување на соработката. Унгарија е земја членка на ЕУ, не е занемарлива, беззначајна, иако има доста и контроверзи околу неа, или доста е присутна во односите во ЕУ, што пак токму покажува и дека не е само колку од една страна може да изгледа и дека е противречна во многу аспекти на самата ЕУ, во исто време пак и покажува дека е и автентична, индивидуална. Не е од оној тип на земји членки на ЕУ кои, да речеме, наликуваат на собранието наше, каде што дали еден, дали сите пратеници од одредена пратеничка група се знае како ќе гласаат. Таа е барем тука автентична и по однос на состојбите со Украина и така натаму, и особено е оваа средба битна токму затоа што се реализира во ова време на разлики во ставовите кои на некој начин се одделуваат, се повеќе се раздалечуваат
токму помеѓу клучните западни сојузници САД и ЕУ, што и неодавна беше потврдено со резолуцијата, односно двете резолуции САД и ЕУ, каде што имаше и разминување, односно сосема различен пристап однос на резолуциите, а дополнително потоа околу гласањето токму од страна на земјите членки, вклучително и Македонија. 6091 924 925, почнуваме со емисијата. Добар ден за првиот гледач. Повелете. Ало, добар ден. Да, повелете, ве слушам. Се слушаме. Се слушаме, вие сте, повелете. Значи, ние и Маđarска, Унгарија, како да ја кажам, најдобри држави што си живеат меѓусобно. Јас би го замолил Орбан да се исправи пред Европа и да им каже на европјаните да ја наредат на Бугарија да ги внеси пресудите под А, под Б. Ако сакаат да отвориме устав ние во Македонија, Европа да и наложи прво бугарите да го отворат уставот и реципроцитет да го отвориме и ние. Затоа што, речи го Мицкоски и Муцунски, се страмат ова да го кажат, чутат и нешто округло на ќоше, без никакво ќоше. Не може да толерираме такво понижување, подценување од бугарите, ова што ни го прават, и нашите државници толку да бидат, како да речам, на лева страна, да не знам што позади нив ден не е. Абе, владатели се, застанете и справите се. Што се срамите да им кажете на бугарите? Знаете ли што не демнат бугарите или не знаете? Ако не знаете, викнете ме, ќе ви кажам од А до Ш. Се што мислат и што сакат да направат. Толку образовани сте, држава водите. Срамота е ова. Државава да се подкусурува, народов да се подкусурува. Кај го има ова? Само вервање на празно. Како некој Алан Серистрошен. Това нигде го нема. Државава да си е нечиме. Ајде тие предходните продадо. И сега... Така, да благодараме, ве истече времето. Поздрав, добар ден, повелете. Добар ден, почитано аудиторија. почит ве слушам, повелете. Диме Да, од Скопје, поздрав. да сте здравичи. Повелете. Но видете, ние да сме знаеле и да знаеме да се страмиме, немаше да дојдеме до оваа дереджа. Ова не е страм, почитувам аудитор. Ова е трагикомедија. Се тоа што се случува, јас се прашувам како граѓани на оваа заедничка Македонија. Некој некого консултира од овие, од шпици играчов, што има таа чизма, ДПМН, некој дали е консултиран во Македонија. На што личи ова, почитувам водител? Па ние дали сме свесни дека се тоа ќе не кошта, ама знаете како? По цена на држава. Памтете ми го ова што сум ви го кажал. Таков близок пријател беше и овој нечовеков Додик, кој што не признал ни Дејтон, ни Сребреница дека немало масакар. Ма не разбирате? Ова е на лик, на нив. Шпици играчов. Поголем предавник, поголем без авторитет човек, ние во историјата на нашата Македонија не сме имали. Па некој овде ка спомна стран. Како стран бе тој бакноч на Чевли. Каде иде бак на Чевли? А зошто? Ако го прашете, прчка нема. Честен збор ви давам. Вакова особа, нема да кажам човек, ваков, девалвиран, без свое јас, ние не сме имали. Само подсетување. Видете денеска што се случи со Боки 13. Ние ќе збориме за судство. 9 годишното казна му ја избриша, сега ќе му ја избришат и оваа 5 годишна. Боки владен со Македонија. Благодарам. Благодарам и јас, поздрав до вас, добар ден, повелете. Ало, Повелете, добар ден. се слушаме? Се слушаме одлично, да. Абе види сега, има секој право Се што извинувам. да разговара, да договара, да прави планови, нели?
Да, добро. Тоа е демократија, слобода, значи емансипација. Ако донесе особено нешто добро за земјата, Ќе донесе само за нив таму, за таа група на, да не ги кажам по некој погребно име тука. Види, мене и друго ме интересира, овие ги гледам европейци не се собрале таму во облик на НАТО се собрале или во облик на што се собрале таму? Гледам дури тој канаѓанецот таму со нив е заедно. аха. Не знам, зашто го спомнам ова. Знаеш, тука ние се замараме за овде ние што правиме, а не се замараме за они зашто се собрале таму. Ја ме чуди пуста му фали Радмила Шекеринска, нели, он е втор човек на НАТО. Нели, таму присутни беа доста италијанка на Ѓорџа Мелони, како вика таму тоа, и канаѓанецот Валери Жискар д'Естен, како му беше име. Значи, они знаат да се собираат, ние не знаеме да се собираме. Па види сега, јас да многу не ги мире само овие, ама па морали да функционираат по команда на тие други нешто се собира вчера таму каде беше, у која држава се собра. Не ги гледа баш убаво таму, али знаете на кого мислам. Да. Така да, за да донесат, овие нема ништо да донесат. За да однесат, може и ќе однесат, биди сигурен на тоа, али за да донесат, нема ништо да донесат. Али јас сепак гледам поголем пријател Орбан, него сите тие заедно што се собрале таму. Поздрав. Благодарам, поздрав, или макар тогаш да олеснатете, затоа и ги спомнав, односно спомнав и директно понудата од страна на Орбан за време на првата меѓувладина седница да посредува помеѓу Софија и Скопје за деблокада на ветото, со тоа што токму во тој период и Унгарија беше председавач земја со ЕУ. Меѓутоа тоа беше одбиено. Така да дали нешто би се направило доколку беше вклучена, доколку би била Унгарија вклучена, не знаеме, затоа што не се реализираше ништо од тоа. Меѓутоа, подготвеност постоеше и ако и понатаму постои, може и сега на некој начин да се добие некоја подршка или помош и да се олеснат тие преговори, односно да се одблокира ова. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Сега вака Исо. Кажете. Решение владата да разпише референдум. Аха. И граѓаните да се изјаснат дали сакат преговори со бугарите. А со бугарите, граѓаните, нико не сакат. Ние имаме добри односи со Маđarска, со Унгарија. И сега на враќање, овој Вучич треба да седне со Вучичове, Мицковски, и таа влада на Србија и наша влада да се направи конфедерација и близко ќе бидеме со Маđarска. Етни пазар. Тоа е пазар од Западен Балкан. За Србија 10 милиона, ни 2 и Босна 3,15. Тоа го кажа искусствен политичар Киро Григоров. Со бугарите никој преговори. Тие никој пат нас нема да не признават. Народот не сака со бугарите. Бугарија беше окупаторска земја. Го отепаа Сашо Пинчор, Мирче Ацев, 12 деца укавадати, доктор Чурев исто така и Фалиев Вардар, Сашо Пинчор и Мирче Ацев, па и доктор Чурев од Кавадати и 12 деца увача со бајонети ги изводијат. Па најдобро решение е референдум и ништо повеќе. Ако не, одно од геостратешка точка со Русија одиме и одно ќе не признаат. Одно во Европа ќе не примат. Ние, значи, Мицковски треба најдобро решение, тоа е референдум и ништо повеќе. Ова е мислење на граѓаните пошироко од Македонија. Поздрав и пријатно. Благодарам, поздрав и до вас. Добар ден, повелете. Добар ден и со поздрав до тебе. Благодарам, поздрав до вас, повелете. Овој Диме не можех да разберам.
Но цел свет му е јасно, само него не му е јасно кој е најголем предавник во Македонија. Тој што го продаде името и идентитетот. Какви глупости кажува човеков, не ми е јасно. И за Боки, Боки им беше Бог за нивната партија. Рацете не ги мија една недела кога ги се поздравија. Казната нормално му намала, затоа што ќе ги каже, сите негови што учествувале тамо. Се испазариле, сега за да не ги кажува. Дури се нивни судиите. А околу ова соработката, вистинска работа. Значи, благодет ќе биде за земјите што не се членки на Европската Унија. Ова енглези во криза. Економија никаква. Едина шанса им е војна. Тоа е катастрофа што ќе се случува. Како може тони без руски енергенци да останат? И сега населението ова го плашат за да го убедат да вложат повеќе пари во војната индустрија, да го исцицаат народот. Еве малце Исов да ти прочитам од историјава. Која е опасност? Пред 800 години Шведска е напад на Русија. Пред 400 Полска и Литванија. Пред 300 години Шведска со Англија. Пред 200 години Франција. Пред 175 години Франција и Англија. Пред 100 години беше Руска револуција и Прва светска војна. Пред 80 години ја нападна Хитлер. И како бе тоа Русија закана се ја представувала? 200 пати ја имаат нападнато до сега. Ќе нападнела Молдавија, ќе нападнела Румунија. Гледаш, тоа е само ова бизнисот, војната индустрија да им собере пари на граѓаните од Европа. И ние ќе се крстиме во таа Европа, после тие за нив ќе немаат пари, ќе видиш што ќе се случува таму. Само на оружје ќе се дава, на глупости и таму ќе видиш какви инфлации, какви сиромаси ќе се јават. Благодет ќе биде кој не е член на Европа. Да, ви благодарам, ве поздравувам. Интересно предавање имаше токму професорот, па и директно познавач на тие прилики Джефри Сакс, може би прочитавте, има, веќе гледам и на македонските портали се пренесува, кој имал директно и консултативна улога и со поранешниот председател, последниот на Советскиот сојуз, на Горбачов и од Запад и така натаму. И токму во ЕУ навистина има многу, затоа велам наназад се враќа комплетно и од студената војна. И е многу интересно предавањето, помеѓу другото, ете ова што го спомна гледачот и тој ја акцент, тоест ја лоцира денешната ЕУ политика пред се, но и западна од тој колективен запад, кој очигледно веќе не е колективен, како русофобија, како државна политика, дека во таа насока се оди. И секако велам комплетно од распадот на всушност од паѓањето на таа железна завеса и развојот на настаните понатаму. Геополитички ширењето на НАТО, па се доете ова што го имаме денеска, ете, како жаришта конкретно. Повелете, добар ден. Добар ден и убав ден, ако сме... Вие сте, да, и вам убав ден, повелете. И па сега, еве, десме со Турција, нели, направивме договор, сега доаѓа Унгарија, па поред, може би, ќе почнат да се редат некои... Значи, ја не можам да ја сватам прво Европа. Значи, место, еве, нели, договарање сек дека има, значи да престанат на војната. Европа што прави? Ја гледам оваа председателка, ова што е фон дер Лајен, ја не можам да сватам. Значи, мора да се помогне на Украина за да се продолжи војната. Абе, ја предходниот гледач многу убаво кажа, со кого си имате работа. Значи, уназад колку години кој со Русија дошол и како прошол. И сега не можам, господјава толку заинтересирана, од една страна барат мир, од друга страна гледајте што се прави. И сега ние што ќе правиме со оваа Европа? Значи, сега со Маđарска, па сега се гледа што имаме со Маđарска, како човек да почне. Почнавме, значи, како да кажам, не пријател ли, како да више човек не знае да каже, значи, еве, нуди. Значи, нешто се нуди. Сега тоа што се нуди, што ќе се добие и како ќе се добие, ќе се виде крајот и кој ќе го, кој што ќе извлече, кој крај, кој што, како ќе го извлече.
Меѓутоа, морате вие пак да имате во политиката меѓународни овакви седници, како да кажем, пријатели и други. Не можете вие така да бидете само на една страна. Затоа што мора да се работи нешто и да се за да функционира државата. Значи, ние сега не знам, меѓутоа кај нас гледам дека ние буквално све увезуваме и правиме договори во корист на другите, не на наша корист. Ако земете добивката секој пат ја добива другиот, ние што правиме договори. Така да, ова пак ќе биде некој увоз, па нешто взимање, па нешто нашата држава да тргне напред, меѓутоа иде напред, само се гледа за колку. Да, благодарам, ве поздравувам. Дали ќе бидете и на таа прва меѓувладина седница и тогаш премиерот Орбан на Унгарија понуди дополнителна финансиска помош која владата на Македонија би можела да искористи во области од свој интерес, освен оние 500 милиони евра кредит кој беше договорен. Така да има понуди ете и од други места. Клучно е затоа ние да процениме што е тоа што не интересира. С други зборови, ете, како и физичко лице кое е заинтересирано да земе кредит и така натаму, понуди има различни каматни стапки, различни пакети и така натаму. Значи, банките си нудат или, впрочем, има за секого се и се што, не само кредити. Прашањето е за што е заинтересиран човек. И таму оди. Така и ова. Битно е да се избере вистинското, да се направи проценката. Па еве, кога станува збор за кредити и така, веројатно и се сеќавате, имаше и она, особено во Србија беше изразено тоа, тие кредити кои беа врзани со швајцарскиот франк, па потоа многу растеше тој долг на каматите со оглед на промената на инфлацијата. Меѓутоа, затоа е клучно да се процени добро, изборот да се направи вистински. Секој може да ви нуди, но битно е што ќе изберете. Повелете, добар ден. Да, поздрав до вас, повелете. Господин Мицова? Да, повелете, ве слушам. Вие сте, да, повелете. Дали ќе можам надвор од темата, само да дадам еден предлог? Секако кажете, да, повелете. Ништо повеќе. Да. Сега многу често по социјалните мрежи читам луѓето, значи не се задоволни од Евана, не се задоволни од Евана, се жалат превисоки цени, мислам сметки им доаѓаат. Па јас ви дал еден предлог. Да. Нека ни воведат во куќиве контролни струјомери, како што ни ги извадија струјомерите, така да се имаме во секоја куќа контролен струјомер, па да се видиме ние колку трошиме, колку не. И тогаш ќе бидеме сигурни дали ева на нас не краде или не краде. Значи ќе се водиме евиденција. Така. Тоа, господин. Да, добро, да, ви благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Еве, ќе видиме, може и ова да се отвори како тема, но како и да е, еве, токму со ова што го зборувавме во контекст на изборот. Ова со струјата е една од работите каде што немате избор. Кој да е, нема избор, не може да избере, сакам вака или не сакам. Ако сакате струја, ова ви е единственото. Така да одговара или не одговара, затоа треба да се бара ако има сомневања дека не функционира добро или не е квалитетно или што и да се бара унапредување на подобрување на таа услуга и така натаму. Затоа, особено затоа што се нема избор. Само тоа е. Ние немаме повеќе. Како да речеме, или овие оператори телефонски и така натаму, па човек ќе избере. Но сето друго е навистина едно изобилие на избор. На избори. Што ќе избере човек? Од храна, од било што друго што сака да си купи. Така и во тој контекст овие соработки, средби и слично. Прашање на избор со кого ќе седнете на маса, прашање на избор што ќе прифатите од тоа што ќе ви понудат, како што го прифативме кредитот 500 милиони евра. Ние проценивме дека е тоа добра
дека се условите добри, дека е добра прилика и така натаму. Ако се покаже дека е тоа на вистина така, тогаш сето тоа оди на контото на тие кои го направиле изборот како добар избор. Ако не се покаже повторно на нивно конто дека не го направиле изборот добар. Ова во случајот со струјата нема што виновен граѓанинот или не. Нема друг избор, тоа е. Или треба да се откаже да нема струја. Само тоа е изборот. Ако сакате да имате струја, морате да сте, а домакинство сте, тогаш одите преку ЕВН. Задоволни, незадоволни, нема друго. Затоа тука е друга работата. Тука треба да се бара подобрување на условите, транспарентност и така натаму. Не може да ви кажат, ако не ти чини, смени друго. Нема друго. А во овој случај е токму тоа. Ако е лошо за земјата, тие што избрале лошо направиле. Ако е добро, тие што избрале добро направиле. А понуда има од цел свет. Впрочем, изборот е наш и токму овој, про-ЕУ и така натаму. Па само се стеснуваат варијантите. Дали одиме про-источно, про-азиски, дали сме САД, па ние гледате и таа политика во моментов, токму кога се разединуваат ЕУ и САД политиките, оди во насока некако да се задржиме и на едната и на другата, со тоа што добро, со резолуцијата, постапивме така што ќе видиме како ќе се одрази со гласањето воздржано. Но сето тоа е всушност на контото на изборот кој ние го правиме. А понудата ја имаме. Повелете, добар ден. Ало? Да, повелете, вие сте, добар ден. Исо, добар ден. Да, повелете, добар ден. Па вака, Сетањево, многу е интересно. Те Вашингтон, те Брисел, те Германија, те Турција, сега и во Маđарска. Можда е појдем, бидејќи сега пред неколку дена има десетина дена кога рекоа дека требаат уште пари. Можда ќе зема уште кредит. Најверојатно за тоа е појдем сега во Маđарска. Па не е ни сам со цела делегација, без разлика за што се работи. Дали Мицковски мисли да го прикрие скандалот со Гордана Кочовска, Димитриевска? Треба да превземи нешто. А таа да се тргни да не ја гледаме пред очите. Бидејќи толку граѓани се навредени од незиното однесување скандалозно, така да не заслужува да биде на то, не ќе ми да наречам министер за финанси. Нека не забушава Мицковски, него нека застани и нека одговори на граѓаните. Поготово на оние што многу ги погоди Гордана Кочовска со незините навреди. Подхитно да ја склони од тука, да не ја гледаме на телевизија, па и уште таа ќе кажува за минимална плата, за други работи. Нека се тргни од екраните, зашто граѓаните сега гледаат што се случува од почеток до сега, мислам овие 9 месеци, и нека му ја мисли како ќе гласат граѓаните на изборите и сега и понатака. Така, добро, предпоставам тоа е се. Благодарам, поздрав, повелете. Добар ден. Добар ден за следниот. Ало? Да, повелете, да. Ќе ве замолам да ме прифатите за кратко како диме. Да, кажете ако е реплика секако, да. Мене, дали ми чини или не ми чини, јас сум лојален на вашата телевизија. Мене друга телевизија не ме интересира. Ако јас се одадам на друга телевизија, ја ќе се деловирам како личност, како човек, да речеме Алфа телевизија. Толку за тоа. Вие сте едукатор. Јас ви му кажам. Сум имал некој нетрпение, така, ама сме си нашли заеднички јазик. Друго, само што сте едукатор, вие ни давате за право да си кажеме се вашата редакција, се и се што во оваа емисија. Ниту сте вие, ниту сте судија, ниту сте полицаец. Арнома, ако некој е искомплексиран со моето име Диме, па стално ме спомнува, јас сум рекол, нека повели, нека си го лечи комплексот, немам ништо против. Разбирате? Ама малку ми е незгодно
ми го спомнува името не човек, не квалитет. Нема квалификација на личност на човек и така. Ама мислам дека еден ден, кога он таму на колецот каде, кога ќе го тркне колецот од него, малце ќе се вразуми и ќе разбере дека цивилизацијата постои и за мене и за него. Дали ме разбирате? А нека продолжи он, нека го лечи комплексот со моето име. Не му е прв пат. Многу сум ви благодарен што ми дадовте за право, али малку сум во заштита и ваша и моја. Здрав, жив, пријатно. Да, благодарам ве, поздравувам, но добро, најдобро ете воопшто да се одбегнуваат тиете меѓусебни употреба на етикетирање на меѓусебни давање на карактеристики на другиот, а особено велам ако е пренагласено, ако оди во навреда. И особено ете сега кога кажа гледачот понекогаш се јавува нетрпение, јасно, особено еве кога чекате или безуспешно се обидувате да добиете врска, но токму тоа ме потсетиете и дека денеска, тоест вчера беше, но ете, токму како во контекст на вчерашната прочка, која сеедно што е поврзана верски, а има таа универзална вредност, а тоа е токму ете да се обидеме го задржиме, да ја задржиме смиреноста, трпението и најдобро секако да не дојде до било каква ситуација на меѓусебни тензии. А доколку дошло, еве токму и јас да го искористам денот со гледно тоа што вчера беше недела, да за било што евентуално се испречило меѓу нас, ете нека биде тргнато, заборавено, ете простено, со тоа што лично пристапот мој е да не доаѓа воопшто до тоа на крајот од краиштата, дури не ми е толку битно или сметам дека не е толку важно човек дали ќе му се прости или нема, туку е поважно да не се доаѓа до тие ситуации. Најважно е човек ете и пред себе да едноставно да не остави простор за да некој треба да му прости или како и да е. Впрочем, иако му е простено, останува можеби чувството дека некој некого навредил. Секако, ако има чувство. Така да најдобро е затоа велам и да се обидеме да се држиме до дискусиите, да сеедно дебатираме во вистинска смисла, но да дебатираме токму со тиете аргументи и контрааргументи на крајот од краиштата, сеедно. Нека биде тоа и по-грубо, но во контекст на аргументите. Не знам, смешно е тоа што зборувате. Нема основа никаква и така натаму, од тој тип. Но без лична етикета, без давање на слика околу лична карактеристика на човекот, односно нешто што нема врска со тоа што е кажано. А велам, јас не гледам дури навреда, сосема тоа што некој го кажал, ако не го прифаќате. Тоа се за мене глупости, не можам ништо тоа што го кажате, но не значи дека човекот е за вас. Не знам, глупав или што и да е. Едноставно смешно е тоа што зборувате, јас не можам да го прифатам. Ако имам аргументи, ќе кажам кои се моите аргументи, ако не, едноставно не сте ми убедливи, тоа што го кажувате не може да не верувам во тоа и готово. Глупости се за мене. Но не е човекот глупав. И така велам тогаш, односно не сте го нарекле човекот. И тогаш велам, ниту треба некој некому да прости, а ниту имаме причина да не дискутираме. Напротив, па тогаш трет ќе се вклучи кој ќе каже, па добра, ако за тебе тоа глупаво што тој го кажал, јас наоѓам нешто тука интересно. Па ќе извлече некои аргументи и така само ја прошируваме дискусијата и дебатата, а немаме навредувања и било какви лоши чувства, кои секако и тој што кажал потоа сигурно дека не се чувствува прекрасно потоа. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Добар ден, повелете. Се слушаме? Да.
Ве слушам, кажете, да. Добар ден. Да, добар ден, вие сте, ве слушам. Да, јас сум, да. Повелете, ве слушам. Да, исто јас се извинувам, кажу ќе, ама сега слушаа пред малку што се вуаше жената и како века тргнете од екранот, тргнете, не ќе ме да гледаме. И ние не ќе да гледаме некои такви што вреѓа, како например Џафери ги псуваше вработените во они не реагираа у собранието. Ма со Султани они не реагираа. И како и председател што викаше дека го се бил бугарин и за тоа не реагира. Јас реагирам и од лекна од петоко, жената што се јави, нека се вика, ние ВМРО ушите си ги смие, не чуле добро. Не треба така да врега и вие треба да исклучите. Како може ВМРО? Па не ме врегаш само мене, врегаш 600.000 души, со тоа ВМРО да си смие ушите. Сега, дали некој има министерката не го рече, јас не бранам никого. Не го рече тоа дека ти отиде и немаш деца. Вика, ја имам и ти порушено семејство, знаеш ти колку се троши. Тоа го кажа, еве, помнете го повторно. Ама дали не се чувствуваат понижени и увредени тие мајки, што кога министерката дигна прати и кажа дека брнителите треба да ги наградат и како да ја платат. И они тога СВП на сите избегаа од салата, не ќе да гласат за, не ќе да грешат на дуи. И избегаа од салата не ќе да гласат за брнителите. Дали тие мајки не се чувствуват навредени тие синови што се борили, што се гинале? Малку нека се чукну главата. И таа што викаше зушите и ваате днеска. Дека се тргне, нека да гледам. Не си таа, Господо, што треба да кажа. Така, благодарам, поздрав до вас, да, но да се вратиме на темата. Повелете, добар ден. Добар ден, дали се слушаме, повелете. Добар ден, Исо, јас сум. Вие повелете, да, добар ден. Вака се, втора меѓувладина седница помеѓу Македонија и Унгарија. Не е лошо Македонија да се среќава со сите европски држави, например. Со Унгарија, со сите. Ама, сепак, мене ми се чини дека треба ова што ни е задача, што треба да се исполни со побрзо да направиме чекор во Европската Унија, не знам колку може да ни придонеси само Унгарија. Туку, бидејќи тој договор е европски, треба што побрзо да направиме стапка да се почне договоров со Европската Унија. Не дека е лошо, например, и соработкава со нашиот стратешки партнер Америка, ама сепак таа ни е далеку. Треба прво со соседите да бидеме најдобри, затоа што било каква мака да имаш нешто да се случи во куќа, најбрзо ќе истрча комшијата или ќе одиш, него ќе го викниш, не одиш преку 10 куќи, само не дај Боже, за било што, за арно, за неарно, и за арно и за лошо. Што се вика. А инаку треба да сватиме ние како македонци сите, особено владава, дека за џабе не ги измислиле некои поговорки нашите предходници, нашите стари. Големите риби ги јадат малите риби. Да не дојде не дај Боже, затоа што ние сме во таква позиција на центаров, дека на Балканов, треба да бидеме со сите добри, ама како толку страв да имаме в коски, ако ги внесиме бугарите, кој знае што не ќе се деси и ќе се побугариме. Како може да се побугариме во 21 век? 5,5 века под турско сме били, не сме се потурчиле, сега 21 века сме се побугареле. Кај го има тоа? Па полесно ќе се побугариме со бугарскиот пасош и луѓе што ни бегаат Германија ваму таму, со кого ќе остане Македонија? Без луѓе, територија, без народ. Мене страх ме фаќа, да ви кажам право, со постапки. Благодарам, поздрав, добар ден, повелете. Ало? Да, повелете, добар ден. Добар ден, почитувам господин Исо. Поздрав до вас, како сте, подобро здравствено? Па, подобро, врти малку дату, секако, добро. Ајде, добро. Мислам, малку уште врти тоа кашлицата, ама добро. Чувајте се добро, подобро ми звучи така. Како сте вие, добри ли сте таму, како телевизија, јас слабо ве пратев овие денови, меѓутоа да не беше толку лошо, така да малце температура. Ајде, со лесно нека да поведете. Па, за цврстување на соработката, ајде малце за тема, за тоа се јавив, викам. Само втора меѓувладина седница со Унгарија, мислам дека е тоа слаба работа, само втора, а за 8 месеци можело барем 10 на 15. Не полни 6, така да, од септември нели беше Орбан во Охрид.
Да, па втора мржи сега пати дојде Охрид на. Сега е во Будимпешта, во Унгарија. Барем годишно едно печер да биде Будимпешта или Скопје, Охрид, таката, затоа што луѓето ни дадоаат на милиарда, господин Исо, па не е тоа лошо. Сега општините ќе направиме и школи, ќе направат во општините и градинки, па таму водоводи и канализации, како да немаат општините водоводи и канализации и нешто друго што им треба. Се имаат општините, меѓутоа, ајде со работката гледаш да почна со Косово поради Блед и со Унгарија поради ВМРО-ДПМН. Значи, тука е цела работа. Затоа што пријателството таму е вториот председател на ВМРО-ДПМН, Никола Груевски, кој јас го гласав 2003 година во Струга, кога имаше состанокот кој беше во Струга, значи тука го гласавме и рече Љупчо Георгиевски да гласате, вика, за Груевски. Беше Ѓорчев, Маријан Ѓорчев беше втор. Тука ќе завршам, господин Исо, ќе те поздравам и секој е добро. Благодарам и вам. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, добар ден, да. Тебе слушам. Добар ден, се слушам. Да, повелете. Па вака, убаво е да имаме ние соработка и со Унгарија, и со Европа, и со Америка, и со Јапонија, ако сакате. Но најдобро е за овие балкански држави зборува, што беа во поранешна Југославија и во Советскиот сојуз, што беа тие две грешки се најголеми. Распад на Советски сојуз и распад на СФРЈ. Значи, ако тие останале цели, сосема е друга и економијата, не може, например, некои мали држави како Црна Гора, како Хрватска да бидат посилни отколку цела Југославија територијата. Исто и овие Летванија, Летонија, Естонија. Значи, нас не треба обединување. Федерацијата да ја обновиме ние, и потоа ќе одиме, ќе правиме сојузи со Европа, со овие со оние. Инаку бавен економски развој ќе имаме. И немам ништо против ниедно малцинство. Тие се тука живеат со нас, например. Куќа до куќа сме. Но, начинот на кој што се издаваа државјанството, например, се издава државјанство со сметка за струја. Нека ме каже председателот на Америка Доналд Трамп и на Русија Владимир Путин, дали јас во Русија или во Америка со сметка за струја можам државјанство да земам. Тоа не ми делува легитимно и легално. Тука е проблемот. Се да биде, да има ред некој. А вака безвредие и сиромаштија ќе има. Да, благодарам, поздравувам. Добро, Трамп сега најавува дека со 5 милиони долари ќе може да се добие државјанство, ако не се лажам. Секако покрај другите можности, помеѓу кои не е, колку што знам, да, сметка за струја. Добар ден, повелете. Добар ден, Исо. Да, поздрав, ве слушам, повелете. Знаеш како, казгите настанува кога редовно бегат од темата поставена. Еве, например, жената постане што се јави, ја гледа втора темата и пак упорно ти бега за Гордана. И сега ја врти 3/4 од јавувањето ги троши на Гордана. Или оне другиот твојот пријател, како да не му го спомнувам името, тој па што каква врска има Додик со ова сето или пештенало што бањарката и кафето твоја. Ама кој ќе сакаш да си интересен, кој ќе сакаш да си кабадаја во ова сето, да ме ти си кој било кој, затоа ти се ида тие каби. Иначе, конкретно за темата, Словенија си има Австрија, како постар брат, што ги држи за рака. Хрватите ги има и германците. Нас зошто ни смета, ако Унгарија ни не фати за рака и не префрли преку река. Зошто му смета сето тоа? Што ќе ни требала Унгарија, што ќе ни треба Америка, ојдоја во Америка вели не донесе резултати никакви, а оние најдовме да играме фудбал, па се вративме со победа од Америка, со 3 бода од таму.
Сето тоа е тапа. Иначе истата таа Европа си има други планови. Сега гледаме сака да војува преку Украина, да војува со Русија. Само не знам како ќе го изведува сето тоа. Како ќе обстани тој континент кога што Америка нема реагенции, со Русија се скарани, како ќе го направат сето тоа? Како се сигурни дека сите членки на Европската унија ќе застанат за таа војна што сакаат да ја водат во Украина? Не знам, некои чудни работи се случват, само што Европската унија заборави навреме да се испазари за минералите и рудите што има во Украина. Касно се сетија европјаните Така, ви благодарам, но не е сосема компактна ни ЕУ, ај веќе сме на крајот, и освен она автентичност на Унгарија, која, некако се издвојува, прави тие одлуки да не се едногласни, се појавуваат и други земји. Иако Словачка, например, не е ново за неа, но најново е дека и таа реагира, дека најавува можност да ја прекине, намали или сосема прекине и помошта за Украина. Така да има тука секако, ако ништо друго, се појавуваат различни мислења. Не е како досега сите едногласни. Така да ќе видиме што ќе биде со сето тоа. Во секој случај е добро да се има некаква соработка, да се има диалог. Ќе видиме, впрочем, што ќе донесе утрешната меѓувладина седница. Меѓувладени седници за разни работи се организираат и за решавање на проблеми. Ова не е таква и да се надеваме дека само ќе донесе нешто добро. Седница на пријателство како и нашата средба. Ви благодарам и ви посакувам пријатно попладне. Довидување.